Почитувани, поздравам по пети пат во втората сезона на студиото на Проверитас, местото каде што ги отвараме и ги анализираме најважните општествени теми. Јас сум Александар Вичиклиски и ви благодарам однапред за довербата и поддршката што ни окажувате во изминатиот период, како и за целата ваша гледаност. Во исто ја користам и оваа можност да ви го честитам денешниот празник, а тоа е празникот на македонската национална борба и празникот на ВМРО 23 октомври. Македонија се наоѓа помеѓу два изборни круга, а токму во овој динамичен и важен период ми представува особено задоволство што мој гостин е еден од кандидатите кој во главниот град, во една од најголемите скопски општини, ќе го трча и вториот круг за градоначалник на општина Аеродром, Дејан Митевски. Добро вечер и добре дојде. Добро вечер, поздрав до сите што не гледаат и воедно да искористам приликата јас да го честитам денот на ВМРО 23 октомври на сите кои што го празнуваат. Ти благодарам што ете успеа да издвоиш и малку време во овој интензивен период во сред кампања и со задоволство да бидеш дел од Проверитас, но секако тука треба да проговориме за многу работи кои што ги интересираат граѓаните на Аеродром Војнина. Хајде да почнеме вака со најактуелното, може со Дејан да ти собрам. Слободно. Како гледаш на резултатите од првиот круг општо од изборите? ВМРО ДПМН е апсолутен победник на овие избори со самото тоа што издвојува победа во повеќе од 50 општини и за градоначалници и за совети, ја покажува доминацијата која што имаше ВМРО ДПМН на овие избори. СДСМ мислам дека полека се спрема за политичка пензија и тоа треба да им е јасно на сите кои што се уште ги поддржуваат, оние малкумина кои што останаа, но има еден интересен момент што конечно се делегитимираше албанската опозиција во моментов, односно ДУИ, кои што во изминатиот период многу ги слушавме и беа гласни како тие се единствениот представник на албанците. Албанците им покажаа дека не се за деструктивни политики, дека сакаат да движат напред и сакаат да гледаат прогресивна политика и мислам дека после овие избори конечно работите стануваат појасни на политичката сцена. Претпоставувам дека мислиме дека подобри времиња и помирни времиња ќе дојдат во Македонија во контекст на политиката и ќе се фокусираме на она што е најбитно. Треба да почнеме да се занимаваме со теми кои што се од значење на државата. Дали вака лично си задоволен од постигнатото и како оценуваш целата твоја кампања во првиот круг од изборите? Генерално имавме позитивна кампања каде што презентиравме проекти за разлика од моите политички противници кои што воде една деструктивна кампања каде што освен навреди не слушнаме ништо друго. И граѓаните, односно гласачите, покажаа дека сакаат да слушаат за проекти, а не за навреди. И тоа е еден момент кој што ми дава волја да продолжам понатаму уште посилно, да презентираме што е можно повеќе проекти кои што се составен дел од нашата програма која што ја поделивме во повеќе од 15.000 домаќинства. 15.000 домаќинства? Да, изминативе 3 недели во првиот круг од кампањата посетивме повеќе од 15.000 врати. Тоа се километри. Честно, не го направив тоа сам, морам да бидам искрен, значи имаме огромна поддршка и организирана структура во рамки на нашиот комитет, односно партијата, кандидатите за советници исто така се вложија максимално, отида и побараа поддршка со крената глава, со чист образ. Така. Ние не ги изневерувавме, не слушавме за криминали, слушавме обвинување на лична основа, меѓутоа нашата цел беше да ги презентираме проектите. И граѓаните дефинитивно сакаат да слушнат проекти. Да, постои едно огромно разочарување кај граѓаните на Македонија од таа некоректна и лоша кампања која што ја водеше опозицијата, која што практично и затоа и добија ваков резултат. Доби таков резултат. Твоите резултати се одлични, реално за малку гласови практично не победи во првиот круг и тоа буквално заради оние неважечки ливчиња кои што ги имаше во одреден процент. Според мои информации од луѓе кои што беа во избирачките одбори вела дека на тие неважечки ливчиња на повеќето од нив било напишано буквално исчистете го ѓубрето. Да, тоа е една порака која што ја пратија граѓаните и порака која што треба сериозно да ја сватиме. Така. И јас како градоначалник, меѓутоа грешка и градот Скопје се соочивме со еден банален проблем за 21 век, тоа е ѓубре.
Ја не знам каде во која друга држава ние се соочуваме со проблем со ѓубре. Плаќаме некој да го чисти и тоа не го прави. За жал, се појави разочарување кај дел од гласачите поради токму неисчистено ѓубре. Поддршката беше несомнена, разликата огромна и со СДСМ и со Левица, повеќе од 2,5 пати поддршка поголема добив јас и советничката листа во споредба со останатите политички партии. Верувам дека ќе се потврди во вториот круг и ќе продолжиме заедно да одиме напред. Да се вратаме малку назад на она што говоревме за ѓубрето кој што го кажавте. Јас на многу видеоклипови гледав дека и покрај тоа што градоначалничката во заминување не го собираше ѓубрето во Скопје, во аеродром ве гледав на многу места како чистевте ѓубре, што и не е ваша работа практично, се знаат ингеренциите. Но ќе се реши овој проблем. 7 до 10 дена немаше испразнета контењер во аеродромот комунална хигиена. Повеќе од 3 недели во Лисиче, во индивидуалните домаќинства, немаше испразнета корпа. Катастрофална ситуација. Ја поднесов и кривична пријава до обвинителството и до Министерството за внатрешни работи и веќе во вторникот мислам дека и понеделникот имаше веќе преземени конкретни активности. Мора да утврдиме одговорен. Одговорниот има име и презиме. Не смееме веќе да ги пикаме работите под тепих. Како граѓани, јас сум правил пресметки, повеќе од 4 милиони евра годишно жителите на аеродром плаќаат во комунална хигиена. 4 милиони евра годишно. Е пресериозна сума. Да. Пари кои што не завршуваат во општина аеродром. Што туку завршуваат во градот Скопје и во комунална хигиена. Жителите на аеродром се честни, се редовни плаќачи, се исполнуваат својата обврска, а за разлика од институциите не им пружаат она за што плаќаат. Што е најинтересно, и ја гласа и става и победи во аеродром, нели? Актуелна градоначалничка има обврска према сите тие. Према сите луѓе, но ќе се надменува уште на недела, десетина дена. Веќе преземав на конкретни активности, јас побарав помош, морам да кажам да бидам искрен до крај, побарав помош од околните скопски општини. Излезе на веднаш општина Илинден, општина Зелен Никола, општина Сопиште, кои што има своји комунални предпријатија. За жал, како општина аеродром не можеме да формираме зашто сме дел од системот на градот Скопје и така е концепиран начинот на функционирање. Меѓутоа, околните општини веднаш излегоа во пресрет на нашите барања. Ангажиравме дополнително општествено одговорни компании кои што исто така понудија и дадоа помош. Трошиме дополнителни пари за да го отстрануваме ѓубрето. Нашите работници кои што секој месец ги плаќаме и ни се ангажирани за средување на паркчиња, за средување на простори околу згради, за празнење на оние канти за џебен отпад, не можеме да ги искористиме за тоа зашто ни се 100% ангажирани за чистење околу контењерите. Така, многу покажува во секој случај ова е за поздравување. Браво, покажува една огромна одговорност и посветеност за тоа. Мораме да бидеме одговорни кон граѓаните и ако гледаме едно безобразие и дрскост од Даниела Арсовска од комунална хигиена Скопје, ние не смееме да останеме на тоа безобразие и дрскост. Ние мора да делуваме. Така. Хајде да се префренуваме на вториот круг на избори, може. Доаѓаат сега брзо. Вториот круг имаше еден против кандидат, тоа е Александар Трајановски. Која според тебе е суштинската разлика меѓу вас двајца? Прво, втор пат се соочуваме на избори со Александар Трајановски. Првиот пат беше на минатите локални избори, каде што и Александар Трајановски беше носител на советничката листа, и јас бев носител на советничката листа и тогаш издвојувавме една убедлива победа. Сега по втор пат издвојуваме убедлива победа како ВМРО ДПМН и јас како кандидат за градоначалник против СДСМ и Александар Трајановски. Она што е суштинска разлика, Александар Трајановски, јас го запознав во текот на кампањата, доктор кој што си ја работи својата професија, не можам да кажам ништо погрешно за неговата професија, меѓутоа за менаџирање на општина ни треба многу посериозно знаење, посериозен пристап. Имав среќа да во изминатава година бидам веде градоначалник на општина Аеродром после парламентарните избори, каде што увидов многу работи, направив многу промени, започнав многу процеси, кои што процеси неминовно мораат да продолжат. Веќе сме во фаза на реализација на многу инфраструктурни проекти. Нешто што во изминативе години не било
не било случај, особено во мандатот претходно кога беше СДСМ на власт во аеродром, и сметам дека суштинската разлика помеѓу мене и Александар е тоа што веќе имаме започнато процеси, веќе имаме знаење и можеме да ги оствариме потребите, односно да ги реализираме потребите на аеродромци. Ајде уште малку за Александар да проговориме. Бидејќи сигурно 4 години нема да говориме за него. Што мислиш дека тој може да им понуди на граѓаните? Ја не слушнав конкретна понуда од ниту една политичка партија која што се надпреваруваше на овие избори, освен од ВМРО ДПМН. Затоа и го кажав, на претходно посетивме повеќе од 15.000 домаќинства, дома им дистрибуиравме програма. Програма позади која цврсто стоиме и сме убедени дека ќе реализираме. Зашто знаеме што можеме, што не можеме. Кога ја правевме програмата, не одевме со нереални ветувања. Одевме со реални ветувања кои што можеме да ги оствариме. Јас искрено не ја знам понудата на против кандидатот, зашто не ја слушнав понудата. Ја цело време во кампањата слушнавме обвинувања, вакви сте биле, такви сте биле, ова сте биле, она сте биле, меѓутоа тоа не е понуда за избори. Практично нема понуда од другата страна. Апсолутно нема понуда. На овие избори. Ајде, во првиот круг, да не се повторувам, беше на прагот на победата, говоревме дека заради ливчиња неважечки практично и не победи во првиот круг, но јасно покажаа граѓаните на аеродром која е нивната визија, која е нивниот правац. И убеден сум дека ќе... Како го доживуваш нивниот одзив и подршка вака после првиот круг? Пак ќе речам, еднаш на претходните локални избори бев носител на советничка листа, исто добивме апсолутно и огромна подршка од граѓаните. Овој пат во една малку поинаква ситуација, каде што директно сум изложен да граѓаните одберат дали ме поддржуваат или не ме поддржуваат, и навистина многу ми значи тоа што добивме огромна подршка од страна на граѓаните, подршка која што не обврзува во наредниот период да ги испорачаме ветувањата. 16.500 гласа кои што ги добивме во првиот круг е сериозна бројка на гласови во една од најголемите општини во Македонија и најголемата скопска општина, и токму затоа сигурен сум дека ќе ја повторат подршката граѓаните, меѓутоа и граѓаните да бидат сигурни дека ние во наредниот период ќе ги исполниме оние ветувања кои што ги дадов. Да, бидејќи се работи за огромна одговорност, нели? Знаат граѓаните дека кога ВМРО ДПМН ветува, дека ВМРО ДПМН го исполнуваат. Да, и е видливо, би рекол, еве да не бидам субјективен. Единствената политичка партија овие 30 години која што реализирала толков голем број на проекти. Да, кога говориме за проектите, изминативе години видовме вистинско решавање на проблеми на граѓаните. Тука преве би ги споменал реконструкцијата на градинките, сега најавувате концепт на микроградинки. Од она што забележав имат решение и за сообраќајот, за паркирањето во аеродром. Има еден интересен проект насловен Зелена офанзива, кога што се сеќавам. Тој подразбира стоп за бетонизација. Кои се останатите ваши визии за аеродром? Прво морам да кажам дека во овој мандат кој што го имавме овие 4 години, ние се потрудивме максимално да го намалиме градењето на нови згради. 4 години ние не бевме сведоци како се сече дрво за да се изгради нова зграда. И тоа е апсолутна вистина. За 80% имаме помалку издадени одобренија за градење споредбено со претходниот мандат. Так. Прва општина која што пренаменивме маркици за згради во паркови. Браво. И јасно покажавме која е нашата цел. За прв пат се посветивме да градиме, ама да градиме инфраструктура. Имаме делови во аеродром кои што во минатото беа градени само со згради. Никој не посветил внимание на инфраструктурата. Кога зборам за инфраструктура, не мислам само на улици, водоводи и канализација. Инфраструктура се и училишта и градинки. Место каде што треба да ги згрижиме дечињата кои што живеат во тие станови. За прв пат во исто време градиме основно училиште, детска градинка и спортска сала. Никогаш претходно во аеродром во исто време не се реализирале вакви големи капитални проекти кои што се од огромно значење за жителите. Имаме многу проекти во програмата. Она што го споменавте, Зелена офанзива, е еден комплекс на проекти кои што ќе значат зазеленување и подобрување на постоечкото зеленило во аеродром. Има еден интересен проект кој што мислам дека сме единствени кои што го нудиме, тоа е секој 10 метри квадратни садник. Вака да го објаснам поедноставно за тие што не гледаат. Во иднина, секој некој што ќе гради
било да е зграда, куќа, деловен простор, индустријски капацитет, ќе го врземе со одлука на Советот да донира за секој 10 метри квадратни ново изградена површина по еден садник на јавна површина. Браво. Претходно многу се рачунало зеленило во рамки на парцелата. Меѓутоа нас ни треба зеленило на јавна површина. На кој начин ќе дојдеме до огромен број насадници, да секој кој што инвестира да донира садник, ама на јавна површина. Кога јас би се прашувал, ова со закон би го донел секој да го направи. Па се надевам, Многу добра идеја, браво. Прв пат ќе се имплементира во едно работење на било која институција, се надевам дека ќе биде еден убав пример во наредниот период да се обврзат сите оние кои што инвестираат, да инвестираат и во подобрување на животната средина. За прв пат ќе градиме кино и театар во аеродром. И кино и театар ќе на аеродром. Веќе имаме подпишан договор, изработен проект, издадено одобрение за градење, поради изборите него не сме го почнале со реализација на лице место фактичка реализација, меѓутоа за прв пат аеродром ќе добие кино и театар. Општина што е со 100.000 жители, за жал нема. Браво. Браво. Тоа се проекти кои што на вистина ги бара луѓето. Не седевме во канцеларија, особено изминатата година не бев во канцеларија. Бев со луѓето, ги слушав, буквално ги слушав. Сообраќајниот хаос го спомнавте. Да. Мичурин Стари аеродром се катастрофа од аспект на сообраќај и паркирање. Да. Не е моја идеја, не сум најпаметен, меѓутоа многу луѓе дадоа предлог и тој предлог е изводлив и остварлив. Да направиме еден насочен сообраќај во Мичурин во Стари аеродром. Да, добра идеја. Постоечка инфраструктура што имаме на двонасочни улици да искористиме за една лента за паркирање и онаму каде што има место една лента за велосипедска патека. Не ветуваме брда и долини, ветуваме реални и остварливи И конкретно работи. И точно да. Кои што брзо може да се реализираат. Жителиве на Стари аеродром и на Мичурин немаат уште 4 години да чекаат да направиме една катна гаража која што ќе опфати едно населено место, а нема да ги опфати останатите. Така, навистина таму е човек. На овој начин со еднонасочни улици, јас сум убеден дека како концепт е исправен, изводлив и веднаш остварлив, ќе им понудиме на граѓаните решавање на еден од најакутните проблеми кои што ги има. Најгорливите, да. Многу ми намисла Дејан дека аеродром е најурбаната општина во Македонија, дека лесно е да се води аеродром во споредба со некои други општини, но аеродром има не е само урбан дел, нели? Има и еден условно кажано рурален дел, помалку развиен од времето. Имате ли некои планови за тој дел на аеродром? Што планирате таму да направите? Предпоставувам мислиш на Лисиче. Лисиче, На Лисиче каде што сум роден, пораснат и се уште живеам. Лисиче не е најурбаниот дел на аеродром, меѓутоа е поурбан од многу други населби во Скопје, можам да кажам, но дефинитивно му треба развој и на Лисиче. Како што кажав претходно, за прв пат после 70 години во Долно Лисиче ние градиме спортска сала. Има 70 генерации на деца. Денеска се баби и дедовци тие што се живи и здрави, кои што никогаш не виделе спортска сала. Учеа физичко образование, учеа во училница. Но не го знаев, кој е податок за Лисиче, стварно. 70 години. Во Долно Лисиче, да. Физичко образование има во училница, зимно време, летно време се снаоѓа надвор. За прв пат 4 години предходната влада чекавне да го почнат проектот. Буквално кочење од година во година. Така, што мислиш? Со промената добивме апсолутна поддршка од претседателот. Развиваме нова инфраструктура, реконструираме постоечка инфраструктура и еден многу интересен проект кој што моите политички противници го сватија како утопија и нереален, неостварлив, меѓутоа многу реален и остварлив е топлификација на Лисиче. Така. Ни доаѓа зимен период, за жал повторно ќе има загадување, тоа не е нешто што можеме преку ноќ да го направиме и да го ичистиме. Еден од причинителите за загадување е загревање на домаќинствата со цврсто гориво, односно дрва, јаглени и се останато што се користи за загревање. Веќе сме во напредна фаза, односно владата е во напредна фаза за изградба на гасна когенеративна централа во Охис. За гледачите да им биде појасно, тоа е централа по принципот на ТЕТО, која што функционира веќе во Скопје, чија примарна цел е производство на електрична енергија. Но како нус производ во процесот на производство на електрична енергија се јавува топла вода, која што се користи за ладење на реакторите за производство на електрична енергија. Таа топла вода со цевковод, веќе има проектиран цевковод од 110 км,
која што ќе го фати Долно Лисиче, Горно Лисиче, Населба Лисиче, сите останати улици, куќи. 110 километри, 110 километри, да. Убраво. Сега, така сите реагираат на прва кога ќе слушнат дека е премногу, меѓутоа овие 110 километри беше невозможно да се направат и со фекална канализација, па ние како ВМРО ДПМН во претходните мандати успеавме да го покриеме цело Лисиче со фекална канализација. Изградбата на топловод или цевково за топла вода е многу поедноставен процес од изградба на фекална канализација, особено што од интерес ќе биде на тој што ќе ја произведува електричната енергија да ја понуди топлата вода на домаќинствата за загревање. И плюс почисто Скопје, она што не е проблематично. Апсолутно, дефинитивно. Како што доаѓа зимовата. Тоа е еден проект на кој што ќе работиме во наредниот период многу и Лисиче мора да добие топлификација. И за поедноставен начин на загревање, поевтини сметки, односно поевтина цена на загревање на домаќинствата, поздрава животна средина. Ако го трнеме ние најголемиот фактор на загадување, ја верувам дека во многу ќе се осети во зимскиот период. Покотово една голема општина како што е аеродром и Лисиче, една од најголемите населби можеби. Па повеќе од 20.000 жители живеат во тие населени места. Како пола градови Македонија, да речеме. Ајде, актуелна тема и градот Скопје, малку да скокнеме, ако може, и до градот Скопје. Таму во вториот круг е Орце Ѓорѓиевски. Какви се твоите очекувања тука, со оглед на тоа што победникот од оваа трка ќе биде во директна соработка со вас, исто како иден градоначалник на аеродром? Орце доби апсолутна поддршка од граѓаните на Скопје, повеќе од 90.000 гласа, ги победи сите заедно. И Орце за мене е апсолутен победник. Добри, ти ги победи сите заедно. Да. Тебе неважичките личиња. Зборуваме за градот Скопје и Орце е апсолутен победник за мене на овие избори. Верувам дека тоа ќе се потврди уште посилно во вториот круг, имајќи предвид дека во најголем дел од скопските општини победи ВМРО ДПМН. Мнозинството во Советот веќе го има ВМРО ДПМН. Очекувам дека исто таква ќе биде поддршката за Орце Ѓорѓиевски во вториот круг. Само во аеродром имаше повеќе од 17.000 гласа за Орце Ѓорѓиевски. Верувам дека граѓаните знаат да направат правилен избор. Мислиш дека ќе биде добар градоначалник Орце? Да, апсолутно му верувам на Орце. Орце ја го познавам многу одамна. Сме имале можност да соработуваме, особено во партиските структури, уште од Унијата на млади сили. И Орце пред се како човек, прекрасен човек, но и голем работник. Така. Ја верувам дека се што има ветено Орце во програмата, иако повторно ќе кажам, пак ми изгледат како утопистички ветувањата, меѓутоа Орце знае да ги реализира тие. Да, има неколку најави за неколку клучни проекти во аеродром, да, заеднички што ги имате таму. Да, ја не слушнав од другите понуда. Па пак ќе го кажам, исто како и за аеродром, така и за Скопје. Ние понудата не ја слушнаме, а граѓаните на локални избори бараат понуда. Нешто што ќе им ветиш дека ќе го направиш и на вистина да го направиш. Ни понуда ни програма видовме реални да видиме од многу кандидати за градоначални за Скопје. Смешни, интересни видеа кои што супер проаѓаат на социјални мрежи, ама не се реални. Немаме понуда. Далеко од реалноста. Кога говориме за понуди, Орце најави неколку клучни проекти во аеродром. Тука јас би ги издвоил, да речеме, двата кружни тека кај училиштето Блаже Коневски, реконструкција на улицата Мислам Фрањо Клус, дека беше Фрањо Клус, да, градска улица, легендарна. Доградба на 3 училишта, 5 нови детски градинки, кинотеатар, она што го спомнав, културен дом, за паркинг местата во Мичурин говоревме. Топлификацијата, значи еден куп работи, дали нешто заборавивме? Од овие работи што граѓаните не само на аеродром, на Скопје, плаќаат даноци. Граѓаните директно учествуваат со своји сопствени средства во буџетите и на општината и на градот Скопје. Распределувата на средствата е 60, во сооднос 60% за градот Скопје, 40% за општините. Ова го говорам за општините во рамки на градот Скопје. Дополнително граѓаните одвојуваат многу средства месечно за да ги покриваат тековните режиски трошоци. Водовод, канализација и така натаму, и тоа се пари кои што директно се сливаат во градот. Јас верувам дека со добра консолидација, сериозна работа, а Орце знае да сработи сериозно, овие проекти ќе бидат видливи уште во првата половина на мандатот. Навистина се сериозни проекти, меѓутоа се реални и се барање на граѓаните.
Ја не пишувавме дека ќе правиме вселенски станици како што има некои политички партии кои што ветуваат, Сателити прекавме. туку предвидувавме проекти кои што стварно навистина ги бараа граѓаните, а тоа го знаеме зашто излегов на терен со луѓе. Така. Не седевме и не пишувавме програма во канцеларија. Пред да објавиме програмата имавме повеќе од 15-20 средбини за аеродром со локално население, со луѓе кои што навистина имаат добри идеи. Така. И така ја концепиравме програмата. Од таму се тие проекти ги бараат граѓаните. Не ги измисливме сами. Кејот проложување до Долно Лисиче, кејот на Вардар исто така е многу битна работа. Орци има предвидено проложување на кејот до Долно Лисиче. Имаме многу До Долно Лисиче. Да, Браво. имаме многу ситуации, пошто ја возам често велосипед и многу сум возел натаму, да луѓе што возат велосипед го користат Горно Лисиче, Долно Лисиче за кон Катланово и тоа се вака сабота недела буквално 200-300 велосипедисти проаѓаат низ овој пат. Идејата е да не одат низ населено место, туку буквално покрај реката Вардар да стигнат до Долно Лисиче, а и за жителите на Долно Лисиче да овозможиме услови со поеколошки транспорт и можност за спорт и рекреација да го користат кеот. Усијански канал затварање. Така, одлично. Една фаза се затвори, ќе се проложи да се затвори останатите. Многу проекти има кои што навистина се остварливи и се барање на граѓаните. Се гледа дека си посветен на тоа што ќе сакаш да го зработиш и да го збориш практично со многу љубов целата оваа работа, но како реагираш на вредите личните од другата страна на твоите политички противници? Дали допираат до тебе, дали создаваат нервоза? Луѓе сме, секоја навреда која што е, особено која што е лажна и неоснована, допира до секој од нас, меѓутоа не дека ми создаваат нервоза, туку непријатно чувство, зашто некој се обидува да лаже, да изнесува невистини во јавноста, кои што апсолутно немаат врска со реалноста. Да, далеку. Како градоначелник повеќе се сметам за ќе употребен термин за хаосмајстор него ли за политичар. Па да. Градоначалникот и треба да е така и верувајте дека е помалку политичар, повеќе човек кој што треба да се грижи за реализација на основните потреби на граѓаните. Прво место кај што ќе тропнат на врата е општината. Точно, сигурно во изминативе години често пати тропа и на вашата врата во аеродром за проблеми кои што беа поврзани со градот Скопје. Да, како територија. Пробуваше ли барем во овие 3 години било каква комуникација да оствариш со градоначалникот во заминување? Како реагираше на тоа? Немав можност 3 години, меѓутоа изминатава година. Изминатава година, да. Колку што сум веде градоначалник, неколку пати си имам обидено. И писмено, и лично, и телефонски, меѓутоа апсолутно никаков одговор од страна на градот Скопје. И не само од градот Скопје. И од страна на јавните приоритети кои што ги управува градот Скопје. Буквално забрана за реакција на било кое барање од наша страна. Бевме приморани да изрекуваме драконски казни, да ги казнуваме јавните предпријатија, да праќаме писма, дописи. Еден автобус немаме редовен секој ден. Граѓаните прво што доаѓаат во општина и викаат помогнете ни, немаме автобус, не може на работа да стигнеме, не може до болница да стигнеме, не може децава на училиште да ги пратиме. Приморани се делот, проблемот со сообраќајниот хаос е тоа што нема редовни автобуси. Во летниот период искрено многу често користам велосипед, меѓутоа во зимскиот период се потешки условите, ладно е времето врне, не може да се користи велосипед. Сите тие граѓани кои што немаат сопствено возило, мора да користат автобус. А се работи за 100.000 луѓе. А оние што имаат возило, не се ни обидуваат да користат автобус, зашто не знаат ни дали ќе дојде и ако дојде не знаат кога ќе дојде. Така да приморени се да користат автомобил. И најчесто ги гледаме луѓе во автомобил по еден човек, сами се возат. И на тој начин самите го создаваме хаосот, ама го создаваме зашто немаме алтернатива. Хаос во делот на сообраќајот во градот Скопје, хаос со несобирањето на сметот и ѓубрето. Мислам дека сериозно треба да биде повикана на одговорност. Не битно дали имаме или немаме, таа е основна работа и е да ги обезбеди овие работи во градот. Да, само ова сакам да те прашам, извини. Не,
Што мислиш, дали е со намера се тоа направено или од незнаење? Види, еден период беше Говорам и за собраќајот, говорам и за вас ѓубрето. еден период беше од незнаење и тотално губење во системот, во начинот на функционирање. Меѓутоа во изминативе периоди имајте каква намера да се наштети пред се на нас градоначалниците, односно општините, индиректно, а директно се наштети на граѓаните. Пошто оваа штета ја чувствуваме сите ние како граѓани пред се. Јас не гледам логика зошто го прави тоа. Значи, која е причината? Океј, скарана сум со ВМРО ДПМН и ваму таму, меѓутоа што сме криви сите ние останати кои што плаќаме данок Сите трпиме. и кои што Затоа ќе се вратам на одговорноста. Први поднесов на кривична пријава против јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје. Вчера видовме и како постапува и МВР и обвинителството. Одговорноста има име и презиме. И ние конечно мора да сватиме дека во оваа држава дека секој одговара и ќе одговара за своите постапки. Дали за работење или за неработење. Претходно имавме одговорност на избори. Да. Каде што ако бил добар ќе го поддржат граѓаните, ако не бил добар нема да го поддржат граѓаните и тука ќе заврши. Меѓутоа имаме работи за кои што сме надлежни, кои што мораме да се ги исполнуваме. И не можеме да кажеме дека ќе ви ги собираме вас парите, ќе ви извршуваме ако не плаќате, ќе ја праќаме по извршители, ќе ви блокираме сметки, ама кога ќе дојде на ред нашата врска се сработиме, ние да им кажеме на граѓаните извинете не може. Тоа е неодговорно однесување и тоа однесување мора да има покрај политичка и правна одговорност. Тоа е класично злоупотреба на службена должност. Не сум правник, ама по она што... Па со ѓубрето покрај злоупотреба на службена должност имаме и загрозување на животна средина. И тоа сериозно. И да, опасно по животот на луѓето, точно тоа е така. Функционира ли добро ова предизборие коалицијата Даниел Арсовска левица дуи во градот Скопје? Па да, веќе се покажа, мислам, и со повиците после првиот круг, мислам дека е јасно на кај сакат да движат левица после сите фекалии кои што ги истори врз СДСМ, собра храброст да побара поддршка. Нема да биде изненадување ако ја добие и поддршката и обидувајќи се да се спасат, мислам дека уште повеќе ќе потонат. Јас мислам дека камиказе политика би било ако сега СДСМ влезе во коалиција со левица во втор круг, тоа ќе биде крај за Социјалдемократскиот сојуз како политичка партија. Па веќе одат на кај крајот, така да мислам дека тука и ќе допотонат до крај. Меѓутоа гледаме дека не бираат ниту средства, ниту начин како да ја постигнат целта, тоа е да направат поголема штета на ВМРО ДПМН, единствената политичка партија која што работи во интерес на граѓаните на Македонија, токму и затоа е ваквата огромна поддршка од страна на граѓаните. СДСМ се соочува со најкатастрофалниот пораст на локални избори. Изгубија повеќе од 50 и неколку општини на локални избори. Тоа е катастрофа што мислам дека ни самите не може да ја предвидат. Иако слушаме дека ова не било потоп за нив, ова било победнички резултат. Добро, јас имаше неколку изјави интересни и на Чупевска и на председателот ни Филипче и на Фани кои што пробуваа да ја спинува, да ја свртат целата оваа работа, но како да ви кажам? Добро е во Македонија да постои здрава опозиција. Да. Апсолутно, тоа е за сите добро. И мислам дека ако не раководството, ја верувам дека членовите ќе побараат промена во СДСМ, зашто членовите се на крај на денот изманипулирани, излажани. Им прикажува лажни анкети, им ветува, им кажува ние победуваме ваму, победуваме таму, имаме поддршка ваму, ќе имаме градоначалник таму. Ги излажа. Ги излажа луѓето кои што не им се излезени од штабовите, кои што најмногу се трудеа, за на крај на ден да рече дека ние победивме со 50 и неколку изгубени општини и дека ова е успех за СДСМ и ние не си поднесуваме оставка. Се согласувам со тебе дека треба да има здрава опозиција која што ќе биде коректор на власта, која што ќе предложува можеби проекти или ќе оди со контрапроекти на власта, за разлика од СДСМ е трета партија во Советот во Аеродром. Трета партија. Така да. И сакам да кажам дека треба здрава опозиција, бидејќи многу штетно за една демократија, за една држава е ако одредени популистички партии станат опозиција кои што ќе одат само со гола реторика и со ништо нема да кажуваат, нема да имат ништо на граѓаните.
ако се мисли на левица, немале досега прилика и можност да управуваат со институции, освен со неколку кои што ги управуваат во рамки на градов Скопје сега во оваа коалиција која што има со Данела, и видовме каква катастрофа направи. Да, беа на власт и се уште се на власт во Скопје. И видовме го кажа што Видовме се каква случи катастрофа направи. со таа политичка партија која што очекуваше да на овие избори и кандидираше луѓе во одредени места кои што одговараа на една друга политичка партија. Што мислиш, дали постои таен договор помеѓу Демократската унија за интеграција и политичката партија Па Левица? видовме фотографии така. кои што излегува во јавноста, каде што очигледно има некакво договарање. За среќа и ДУИ и Левица ќе се останат опозиција и немаат поддршка од граѓаните. Граѓаните тоа го гледаат. Гласачите се паметни. Не може, ние можеме да им кажеме вака или така, меѓутоа гледаат. Да, како? Секојдневно. И не можеме да кажеме дека ВМРО излажал 300-400 илјади гласачи. Не излажал. Тоа се реални луѓе кои што живеат, кои што гледаат подобро, гледаат прогрес, гледаат напредок. Имавме 7 години власт. На СДСМ 7 години, освен промена на име, ние не видовме ни еден проект. Доволно да споредат. 100 луѓе да ги застанеме на улица да ги прашаме кој проект го реализира, 100 ќе речат не знам. Ке те демонтирам, еден проект реализира Петре Шилегов, 5 седмица ја пушти автобусот од низ трговски центар. Одличен проект. Мала шала, нели? Она што исто така многу интересно е што во анкетите на сите оние релевантни агенции кои што се спроведуваат денови, граѓаните баш токму ова што го кажуваш ги препознаваат проектите. Дали за Македонија доаѓаат добри години после локални избори? Знам сите луѓе со кои што говорев од твојата политичка партија кои што беа гости овде во студиото, сите велат дека наследивме не нула, туку минус, девастирана држава, девастирани институции, сите тие работи. Имаме ли сила, имате ли сила, имате ли снага во наредниот период да додат пубави денови, да се почувствува тоа како што? Ова е по-генерално прашање кое што се однесува на централна политика и да дефинитивно во изминатата година борбата на премиерот, на министрите, на ВМРО ДПМН беше да се стигне до позиција на нула во држава. Така. Дефинитивно е точно тврдењето дека институциите беа апсолутно девастирани. Така. Од минус до нула. Влегуваме во еден период каде што политички би требало да биде мирен период, без избори. Зашто изборите се процес кој што застануваат многу работи на подолг период, 3 до 4 месеци. Има малку потешко функционирање на сите институции поради оние изборни правила кои што ги имаме, меѓутоа влегуваме во еден период мирен, каде што ВМРО ДПМН ќе има можност да во соработка и со локалните институции и со централните институции од нула веќе да почне да оди нагоре. Периодот на стабилизирање е поминат, така што веќе не очекува период каде што ќе одиме напред. Не ми се во доменот на делување, меѓутоа постојано пробувам да ги следам сите статистички податоци кои што се однесуваат на GDP, на економија, на индустријско производство. Веќе имаме бројки кои што ги надминуваат проекциите. И тоа е добро. Кога ги надминуваме проекциите, ние покажуваме дека одиме напред. Инфлацијата е стабилизирана, производството, односно GDP, оди нагоре, и тоа се единствени економски показатели и параметри кои што дава за право дека ние одиме напред и имаме надеж за подобро утре. И доаѓаат подобри времиња. Дефинитивно. Кога сме за подоброто утре, нас некако брзо ни помина време во со тебе во разговорот. Имаше некоја вака порака која што би им ја испратил на твоите сограѓани пред вториот круг на изборите? Што би им порачал? Пред се би се заблагодарил за поддршката која што имавме во вториот круг, која што убеден сум дека ќе биде уште поголема и уште посилна во вториот круг, не затоа што јас сум Дејан Митевски, туку заради тоа што веќе влеговме во реализација на процеси, на проекти кои што треба да се проложат. Поддршка добиваме заради тоа што нудиме конкретни решенија, конкретни проекти и тоа граѓаните го препознаваат. Тоа е единственото
нешто за кое што граѓаните излегуваат и гласаат на избори за подобро утре. Подобро утре единствено со ВМРО ДПМН може да очекуваат граѓаните. Имаме апсолутно мнозинство во Советот, имаме поддршка од централната власт, имаме мнозинство во Советот на град Скопје, имаме иден градоначалник на град Скопје од редовите на ВМРО ДПМН и верувам дека тоа е единствената правилна насока во која што треба да се движиме сите. Јас ти посакувам успех во секој случај и ќе се видиме после некој период повторно оде во емисијата да видиме докаде сме со реализацијата на сите овие проекти. Ти благодарам денес што издвои време да бидеш гостин оваа вечер во Проверитас. Ти посакувам успех на следните избори. Почитувани гледачи, тоа беше петото издание од втората серија на Проверитас. Не заборавајте да си го остварите вашето демократско право и да гласате во вториот круг на изборите со што поголем број и со тоа нели да си искажете својата демократска волја. Ви благодарам за вниманието. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.